Брука со второ продолжение приредија советници на СДСМ од Штипскиот совет. Освен за вода, некои од нив не плаќале ниту данок. Одделението за администрирање на приходи при правење на своите годишни извештаи, а и сега пред дистрибуцијата на новите решенија за данок на имот за 2017 година има утврдено дека има советници кои што не ги платиле овие износи по основ на данок на имот. Поради ова, градоначалникот Захариев бил принуден данокот да го наплати присилно. Согласно законските овластувања, оному каде што се исполнети законските можности, значи запрене износот на име данок на имот со паушалот кој што треба да го добие советникот, додека оному каде што се уште не се исполнети законските услови, пратени се опомени и се очекува истите да бидат значи сметки платени со цел да не се примене повторно истото решение, значи наплата присилно од страна на општината. Од друга страна, од СДСМ случајов не сакаат да го коментираат со образложение дека се што имале веќе кажале на воредната седница. Значи во изнесување на лични податоци. И затоа вие не сте должни тука. Таа седница не е за тоа. Затоа, значи, ако јас си должам, има си, можете да ме тужите и јас дали ќе си ги платам или не. Сепак, многу важно во случајов е како советничката неодговорност влијае кај граѓаните. Не заслужуваат никакво внимание. Ние плакаме, треба и они да плакат. Ние шо сме? Ние со 10.000 можеме да плакаме, они со 30, со 50.000 не може да плакат. Како тоа? Треба да плаќате во секој случај. Дали овие реакции ќе променат нешто кај овие советници или СДСМ ќе го има ова на ум во пресред на скорешните локални избори, останува да се види.